и некаде во текот на следната година да продолжи и заврши изградбата на железничката пруга кон Бугарија. Тоа е важно за нас и од стратешки аспект, и од бизнис аспект, економски аспект, и од како сакате аспект. Тоа се неколку покрупни проекти што ги планираме. Имаме некои проекти исто така и во делот на енергетиката, поврзани со хидроелектраните Чеврен и Галиште, поврзани со други проекти, и ние ќе продолжиме да работиме на нив. Исто така, еден од нашите главни приоритети, стратешки приоритети, и понатаму, како и досега, продолжува да биде борбата против криминалот и корупцијата. Во 2006 година наследивме ситуација во која што премиерите и министрите си потпишуваа договори во 4 очи за продажба на разни земјишта, градежни, во која што се договараше и правеше во 4 очи, и многу често тоа беше и законски, затоа што така си ги беа направиле законите. Во 2006 година имавме нешто обратно од борба против криминал и корупција. Имавме тотално селектиран пристап. Тогаш ветивме дека со нашето доаѓање на власт ќе се смени филозофијата на ова работење, ќе се смени пристапот и нема да биде поштеден никој за кој ќе се обезбедат докази, и дека тој што ќе се фати, ќе плати. И така и видна во овие години. И вие добро знаете дека во овие години не се гледаше дали е некој ВМРО или СДСМ, дали е некој у партија или надвор партија. Каде што се обезбедија докази, не се размислуваше ни секунда за да се преземат мерки. Водејќи на таква политика, таа не остана незабележена. Таа влезе и во извештаите на Европската Унија, но таа влезе и во индексот што секоја година го објавува Transparency International, индексот за перцепција на корупција, каде што Македонија за 3 години има напредок од 33 позиции. Бевме на 105-то место во светот. Сега сме веќе на 71-во и работиме да бидеме на многу подобра позиција. Затоа што тоа е индикатор и сигнал за секој инвеститор, па и за секој нормален човек кога доаѓа во една држава и сака да дознае нешто повеќе за неа. Во тој контекст ќе ги продолжиме тие политики. И било кој од вас не очекувајте и не барајте да поштедиме некој само затоа што бил близок со овој или припаѓал во ова или во онаа партија. Тоа не го очекувајте од нас, бидејќи тоа не можеме да го направиме. Нека си се почитува законот, секој ќе се живее мирно. Тој што сака да го изигрува законот, нема да можеме да му помогнеме. Но она исто така, зашто сме зафатени, и веќе добивме информација дека Банката за развој при Советот на Европа, истата она со која што разговаравме и за реконструкција на болниците, ни го одобри заемот за изградба на ново крило на затворот Идризово и на уште еден затвор, не само Куманово беше, и реконструкција на постоечките затвори, затоа што во моментот ситуација е таква да има околу меѓу 900.000 луѓе кои што чекаат да го ослужат затворската казна, да го ослужат. И во тој правец сакаме да посоздадеме и похумани услови во затворите за тие луѓе кои што го прекршиле законот и се нашле во ситуација да бидат во затвор. Она што исто е важно да го споменеме е дека во годината што измина, но и во годината што доаѓа, имаше уште многу други работи со кои што направивме прогрес. Крупен прогрес се направи во делот на катастарот. Тоа што беше наследено во катастарот беше тотален хаос. И сега не е се готово. Направени се многу напредоци. Ќе ви кажам една бројка. Годишно 300.000 нови. Сега, тоа го спуштивме веќе на околу 2.000 предмети кои што не се решени, што е веќе близко до тековно работење. За 10 пати ги намаливме. Воведовме многу новини во катастарот. Катастарот остана отворен, почна да оди од град на град, да дискутира со луѓето отворено како што ние тоа го правиме. Се воведе модернизација.
Сега до крајот на оваа година и почетокот на следната, плановите се да се воведе целосен електронски катастар, што во многу ситуации ќе значи, кога се купува некоја недвижност или нешто слично, кога да се отиде кај нотар, со самата заверка кај нотар, да си се заврши работата во катастарот, бидејќи нотарот електронски ќе се поврзи со катастарот и вие нема да има потреба да одите во катастарот. Самото тоа што нотарот ви ја завршува работата, автоматски се регистрира во катастар. Па така на луѓето во катастар ќе им олесниме работата. Да немаат толку многу странки дневно како што имаат сега. А најмногу ќе им олесниме на тие што треба да трчаат од шалтер на шалтер. Како што да речеме сега олеснето со тоа што овозможено е да се плаќа и со картичка, платежна картичка. Порано им вика, треба да платиш 500 денари, ај са назад у банка, па ај у банка, па назад у катастар. Сега има на лице место ставено посттерминал, картичката си плаќаш на лице место. Лесно било, ама треба некој да го направи. Така да има во оваа 2009 година, иако беше светска економска криза, што се случува еднаш у 100 години, иако имавме пандемија на грип, која што сигурно не вознемири и не дефокусира во еден период, која што исто се случува у такви размери еднаш у 100 години, сепак најголемиот дел од министрите останаа фокусирани на тоа што било планирано, на тоа што било програмирано. Така беше и во делот на образованието. Таму исто така се направи голем напредок. Не само што воведовме задолжително средно, па процентот на млади луѓе што запишуваат средни веќе е многу близок до 100%, а тие што не се запишуваат плаќаат казна. Туку од оваа година е и целосно бесплатно, затоа што за прв пат во историјата на Македонија воведовме бесплатни учебници за сите деца во основно и во средно училиште. Прв пат. Правиме прогрес, правиме напредок, правиме се што можеме и ќе продолжиме да го правиме тоа. Не може да се реши ништо во еден ден или во една година или во две. Но ако секоја година вака се инвестира во образование, во земјоделие, ако се прават толку многу мерки во економија колку што се прават, ние ќе имаме сигурна иднина, ние ќе имаме силен напредок, ние ќе стануваме конкурентна држава, ние ќе имаме конкурентни граѓани, ние ќе одиме напред. Тоа е нашата цел и тоа е нашата визија и во образованието и генерално во политиките на нашата влада и држава. Би сакал да ги уверам сите кои што се денес присутни тука и оние кои што преку вас ќе се информираат за денешната дискусија дека владата на Република Македонија, како и досега, во буџетот има обезбедено средства за сите потреби, за сите оние категории на граѓани кои што добиваат средства од буџетот. Значи, да не слушате разноразни навестувања, луѓе кои што сакаат да создаваат психоза, да создаваат страф меѓу граѓаните, дека наводно нема средства за ова или нема средства за тоа. Спите си мирно. Сите учители, културни работници, полицајци, одбрана, администрацијата и сите други кои што добиваат плата од буџетот, редовно, навремено, секој месец ќе си ја добиваат платата во 2010 година. И сега нешто по-конкретно за проектите. Право да кажам, како министер за финансии има доста градоначалници што ми се јавуваат, ама има еден што навистина ги, да речам, ги надминува сите по упорноста, да не речам и досаден дури некогаш, ама позитивно досаден заради своите граѓани. Такви треба да бидат градоначалниците, треба да се борат за своите граѓани, за своите општини, за своите проекти и како резултат на таква настојчивост и упорност на градоначалникот на општина Штип Зоран Алексов, Штип ќе има можност да користи средства за еден извонреден капитален проект од Светската банка финансиран, што ќе биде околу 2 милиони евра
за уредување на централното градско подрачје. Благодарам.